Добро вечер, убави луѓе, и добре дојдовте на вашето омилено место на Шанкот. Знаете дека Шанкот е најубавиот избор кога станува збор за кредитни долгови на кои сакате да заборавите, на сопруга која е пред добивање, на шеф кој не се трпи и на таа една утакмица која ве зезнала на сите 4 ливчиња од спортска. Шанкот е решение за вашите проблеми. Сега е време да ве потсетам дека на Шанк се опуштаме, дека пиеме одлично винце и ве заведуваме денес со една убавица на 4 тркала. Дами и господа, ви ја представувам новата Hyundai Elantra, затоа што има совршен дизајн, одличен перформанс и цена по која ќе скршите врат од вртење, као нема да ви се верува. Морате веднаш да се информирате кај моите пријатели како можете да си го купите овој автомобил. Ако сум веќе кај автомобил, слушнав многу добра шега која морам да споделам со вас. Повторно повезана со плавушите и со нивното шоферирање. Среќа што не возам кола. Застанува плавуша со автомобил, односно застануваат двајца дечки и она им вика: абе вие близнаци да не сте?" "Не." "Како не сте близнаци? Гледај, мајка ви исто ви има облечено." "Господја, ај напуштете кола и дајте се обраќајна." Останете овде, драга моја Македонија, но пред да започне дружењето, потребна е доза енергија со одлично избрано кафе, затоа што ви треба сила за активностите кои ги имате за време на викенд. Животот е премногу краток за да пиете лошо кафе, велат моите пријатели, и јас се апсолутно согласувам со нив. Кафето кое го нудиме има пред се докажан квалитет и ефект, барем кај мене. Ако мене ова кафе ме буди, значи како да ви кажам, го буди секој човек. Погледнете го нивното ново луксузно пакување, кое е одлично за погости. Ти идам на гости, видиш што ти носам. И нема да ме вратат од вратот. Ја така почнав да правам, со празни раце ич не влага. Се научи дечко ми вика, не сум со празни раце. Кафе, тоа не се рачуна за подарок. Македонија, на Шанк започнуваме сега. Особено задоволство ми е што денес на Шанк си имам човек со кој сум си блиска, одлично соработувам, живеам, многу цена ми почитувам и муабетот, ама немаш да не сопреш, како ќе потираме ни прстанува. Мислам нема да ме поканиш, сериозно. Нели ја? Да, Као многу збориш. Кога видов Милена гостинка, реков Милена ќе ме покани она мене или нема да ме покани, ама добро. Кам чекај прво, дамите имаат предност. Да. Дами и господа, дечкото ви е многу добро познат, Ване Марковски, добре ми дојде. Джейми Оливер. Да, тој си. Па така ме вика, да, јас не готвам во моите емисии, ама така ме вика. Ама да научи ли да готвиш? Не. Слаба Како страна ми научи е да тоа. готвиш? А со вино како стоиме? Па одлично стоиме, по една чаша пред сега спиење е вака. феноменално. Гледате ли, дами и господа, колку е полна чашата кај Ване? Вака се пречекуваат гостите кај нас. Ама само во најавата ти си го испи, затоа. Туба ни ме издава. Ќе достави. Ајде да го пробаме и да ми кажеш што мислиш. Да, ете гледаш има тајна, нели виното се вака Има, се чекај промешава, сега. да? Има. Вака го ексташ. Кој има време за промешување? Нема подобро, одлично. Ова е многу убаво. Ова се нашите пријатели кои ти нудат овој пат да пиеш квалитетно полусува црвено вино, Кабарнет Сувиньон. Темно црвена боја има. Ова е куве од Вранец или Кабарнет Сувиньон и Мерлон. Се одликува со овошни ароми на вишна, малина и црвена рибизла на хербален тон. И сега мислам дека и температурата ни е погодена, се служи некаде 16-18 степени, не дека ни е толку ладно, ама така ни е пријатно, ни е убаво. Види, вакво убаво вино и потсетува на зимска идила, така да. И најважното што јас ова со вино што ми е цел. Со јадење од црвено месо и десерти. Значи ти тоа го средуваш. Готово. Јадењето е твое. Готово ќе да сготвам да влезам позади Шанк. Не е проблем, ама да испијам една чаша, да се опуштам малку за да можам да приготвам нешто. Ќе наздравам за тебе, затоа што за тебе. Ми е мило што си ми овде, за на Шанк. Ај уште една голтка, чекај. Ама само уште една. Другото ќе го испиеме на крај. Многу го сакам вино, значи нашите пријатели ми се срцки. Ми ја прават емисијата полесна. И не само тоа, тие се гордост, бидејќи виното е на некој начин бренд амбасадори за самата земја, нели, кога го извезуваме надвор. И мислам дека ова е нешто најдобро што би имало. Секогаш ли беше вака сладкоречив и ти идеше мислата и знаеше во секој момент да кажеш истинската работа? Па од мал, да. Мислам дека и родителите најмногу ме караа, се правев многу паметен по дома.
А што се однесува за работата, знаеш и самата дека мора да поминеме разни етапи, нели, на обуки ќе кажам, за да успееме да го средиме, затоа што сум од тето зборов доста време на акцент и морав да поминам малку некои обуки за говорење, за држење на тело и мислам дека сето тоа заедно кога го поминав и ми се вклопи за да подобро ми тече сега мислата, да бидам поопуштен. Најверојатно тоа зависи. Ама знаеш од секогаш дека тука никаде ќе биде твојата професија со комуникација, со медиуми. Па види, една работа ја немам никогаш кажано, мене тоа мајка ми го Сакам има. ексклузиви. Сега не знам како е литературно, мислам дубале. Бебиња што ги става Добро, така. дубак, како не, дубак она шоуда со нут. Да, баш, нели ќе те Булка. седнат и си одиш со тркалца. А тоа мислиш на дубак? На дубак, да, ете дубак. Да. И сме имале дома некој радио, каде што кога попушташ глас, нели тие зелените, црвени што се како волут, нели, за глас. И мајка ми кажува ќе те ставам пред радиото, ќе пуштам да си светка посилно музика и ќе гледаш во радио 2 часа, јас ќе се исчистам по дома, право смукалка, да, и јас ќе се гледам во радиото. Ништо друго, само радиото. Само во радиото, уште од мал. И кога сум почнал да разбирам и кога ме прашале што сакам играчка, сум побарал слушалки и микрофон. Не зафркавај. Не, сериозно. Сериозно? Да не сакаш да пееш да видиш? Не, сериозно имав, потоа знам дека нацртав сам една миксета. Тоа беше интересно, беше од картон и ја нацртав со водени бои, а не знаев како изгледа миксета, никогаш немав видено. Нели тогаш малечки сме биле, не може ли на интернет некој да ти покаже. Немаше пристап така лесно до радио па да видиш света. Или нешто. И баш сум ја нацртал, ми кажува мајка ми, до некое време ја чував, ама потоа ја фрлија баш копчиња како на миксета и сум си играл дека имам радио, ми се викаше Микс. Феноменално. Феноменално, никој знае. Сериозно. Кажи ми, Ваня, што си во хороскоп прво Стрелец, да прашам? сега ми е роден ден на 20 Сега, значи се роден дените. Ние ти вака нуди многу муабет, ти беше во принцип јас со астрологија, знаете како, сега ќе му гледам и на кафе, близнаци. Дај раката да видам. Шо близнаци. Знаеш дека кога ги имаш овие две црти во животот, заедно со оваа трета, ќе имаш многу среќа. Сериозно имам прочитано, ако толку внимаваш на тие работи. Го измислив, ама си зезам. Дали, зошо вака ми прави. Сериозно си по астрологија? Да. Добро, јас не верувам многу во тоа. Сега кога одиш во Титова, како разговараш на титовски, вртиш пак или? Не, јас имам многу проблеми со јазици. Сериозно, и додека научив англиски ми требаше многу време. Додека не направив една авантура да заминам сам во Шведска 2 недели за да почнам да зборувам англиски таму, да видам како ќе се снајдам во некоја средина каде што се зборува и англискиот јазик. И потоа одев на многу курсеви додека стварно го научив. И мислам дека за тоа треба да имаш навистина дарба. Јас немам дарба од таа страна и сега зборувам само македонски литературен и англиски. И немаш дури што е српски, тоа. да, дури српски ми оди тешко, па и диелектите ми одат многу тешко и тетовскиот ги имам заборавен. Моите се зборуваат тетовски, ама зборувам да ти речат литература. Ваня синко. Не, се навикнаа, знаат дека е глуп за јазици синот нивни и поради тоа не изда диелекти и не го форсираат. Не разбираш сега тоа. Дали може да запритатиш на првите почетоци официјално кога се вработи во радио беше или во телевизија? Што беше прво? Прво беше во радио. И сега морам да го кажам, нема да се налути газдата на тоа радио, тетовско е, плюс Форте, мој добар пријател многу сега. И знам дека во една прилика и ми се извини за тоа, затоа што не верувал во мене тогаш. Бев многу мал, не знам колку средно години? школо бев. Средно. Мислам дека бев прва година средно и напишав проект и ќе одам да го понудам во радио, да. И ми дадоа термин. Не знам како, недела од 12 до 13. Го украдов името тогаш од една емисија од Телма, не ја кажам како се викаше, јас на радио, локално радио кој ќе слушне, да. Од кај разбрале. Тогаш авторски права немаше како сега, така. Сега Ради уште малку не можеме да зборуваме. Не можеш да зборуваш веќе. Има здружение некое за говор, не. Нема, си сакаш да го основаме. Па не знам, да си пазам, не знам. И бев таму и знам поминаа 2-3 емисии. Не шутна, не беше добра сега, сериозно. Ама не ми беше ни дадена... Колку е скромен, не беше добра. Па не, сега, тоа беше нов почеток, ама некој, нели, нешто ново за тебе, ама некој да те стави па и да водиш емисија без никаква обука пред тоа, па и тоа е малку... неубаво, нели? И нема врска, и после тоа, после известно време, има една друга локална радио и телевизија, тоа е КИС. Имаше конкурс за водители, јас пак се пријавив таму, не изгубив желбата, веш. И знам се пријавив, интересно беше кога заминав на аудиција, одев пешки и врнеше, па ме испрска камион. Хаос беше, нема врска, поминав пред камери, не ми се јавија. Поминаа можеби 2 месеци, не. Гледате ли што испуштивте? Не, слушај сега, поминаа 2 месеци за Нова година јас во еден фризерски салон се шишам и доаѓа екипа од телевизијата да снима нешто во салонот. За Нова година, да. И новинарката Марина
се вика и ме гледа, вика, ти не си тој Ване од аудицијата, викам, јас сум, зошто па го изгубивме бројот, а нели тогаш повторно немаше Facebook. Тешко беше да се најде човек. Го изгубивме бројот, примен си, треба да дојдеш на разговор. Јас ќе им пренесам, ако не го пополниле местото, може да и така испадна. Заминав таму, да, во телевизијата и тие ми дадоа многу добра шанса и на радио и на телевизија така почна се. А во Скопје може да се сетиш наназад во Скопје како беше се или веќе беше полесно со искуството? Не беше полесно, исто не знам кога доаѓаш после во Скопје ти е исто како да си почнал од почеток. Да. Тука нели луѓето не те знаат, тогаш си се уште млад и не ти веруваат. Па знам јас и ти нели во едно радио заеднички имаме тука почетоци. Да, бевме, но добро, тоа не беше твој почеток, тогаш беше мој, бидејќи ти веќе имаш искуство и со националните радија пред очи нам, нели така беше? Да. Мене Ване ми го донесла од телевизија да го учам, еве да ти го на радио. така беше. Да, еве ти го детево да го учиш. А детево викам искалемено, но спремно родено. родено. Колку има тогаш 2000, која беше 2010-та мислам дека. Така, јас така речам 2009-2010, тука никаде беше Ване, одамна беше. Да бев А1 телевизија тогаш. И јас ти се чудев зошто човеков се одлучил за радио одеднаш, онака, јас тоа чекав за телевизија, обично кај нас во тоа време се бара убави мажки, што знаат да зборуваат да водат, бидејќи мислам дека секогаш биле дефицит на мажи водители. Па и сега мислам, да. И сега мислам дека пак врти сука и ви има неколку. Па не има неколку, да, ама кај вас има поголема конкуренција, бидејќи мисля дека сите можат да станат водителки денес. Да, не е само до убавината, нека не ми замерат сега сите. Ама добро се држите вие што ја знаете работата, не се предава. Не силиконе, веги. Не мислев на тоа, на талентот мислев, добро. Чујте пред вегите 2 сати ми ги цртат пред емисија. Па сега затоа. Ама види сега, тоа си е дел од работата. Јас велам во едно работно време, така и во Канал 5 ни кажуваат, влегува и подготовката, нели, шминката, фризурата и сето тоа. Точно, си до работа. Сега она што сакам да го начнам како тема е што многу луѓето засака од и така те сака луѓе, а мислам дека од тој момент па нам стана некој начин, не знам како ќе звучи може нескромно, херој, бидејќи на она елементарна непогода што му се случи на Скопје, да. поплавите, ти не знаеш што прамуваме, нити уште. Не, после сега се сетив. Да. Не, мислам дека за готвењето ќе кажеш. Не, мислев за готвењето ќе почнеш бидејќи тогаш јадењето дека сум на диета на крај. На крај ќе го ставам. Сега морам и ова да го начнам бидејќи многу народ кој им кажа дека ќе правам интервју со тебе рекоа Ване да ми го поздравиш. Фала на сите. Значи баби, дедовци дека од една страна од другата професија што имам поврзано со оние луѓе што претрпеа штети, Ване да го поздравиш. Доаѓа луѓе кажуваат дека Ване дојде ни помогна, Ване донесе ова. Како побого ти текна да го почнеш тој момент, бидејќи сите бевме во текстот, тоа никој не го започна тоа ти што го правеше. Па не знам, тоа беше случајно, јас споделив еден апел за помош, мене ми прати еден дечко пораче и само го споделив неговиот апел. Јас само го споделив искрено на Facebook и сега не можам да глумам дека очекував нешто тоа дека навистина ќе се случи голем бум. И не знам, после 2 часа ми се јави дечкото и ми кажа дека некој го прочитал тоа кај мене, ако тоа е некоја помош и проблемот му бил решен. И така се охрабрив и почнав само да споделувам разни објави од групата или што ќе ми пратат на Facebook во порака. Тоа беше сериозно и јас тоа не го направив сам, после почна да ми се јави собственик на една сладкара, ми се јави, не знам, морам да го поздравам менаџер од Хрватска на еден салон за мебел. Луѓето се што ќе купеа, се што ќе сакаат да донираат, ќе почнаа да ми се јавуваат, да ме најдат на Facebook и одевме заедно, носевме по куки, тоа случајно. И не знам, се случи од тој салон за мебел да решат со огромен попуст да опремат 2 куки. Случајно се запознавме со двајца млади дечки од различни семејства, едниот Кико од Населба економија, другите двајца дечки беа од Стефан и Филип браќа од Стајковци и решивме, со нив се знаеме многу добро, сега нели мораш да се одлучиш каде ќе го однесеш тоа, не знам, им однесовме мебел и така се почна работите спонтано да идат, не дека нешто се форсиравме или социјалните мрежи ги искористив, мислам, максимално бројката на луѓе што ме следат. Ти текна да искористиш она страница што ти вела дека е за забава, дека уништуваш живот, дека нема корист од неа, или што напаѓаат, има и таков дел на луѓе, да направиш една практична работа која спаси многу луѓе во тој тежок момент и мене беше мило што те познавам и што можам да кажам Ване, еве го, луѓе гледајте што прави, дајте сите да правиме, да се вклучиме, да помогнеме. Така Да, мислам дека
така Facebook го гледаат луѓето што сега гледаат да не на се лош навредат, начин, да. меѓутоа јас сепак ќе кажам тука живеат многу прекрасни луѓе. Ние сме мала нација. Сега поминуваме низ еден многу турбулентен период кога мене ми е жал да прочитам на Facebook кога некој ќе каже се срами дека е македонец. Тоа е срамота да го пишеш и да го кажеш и мислам дека сега покрај се што ни се случува општо сите турбуленции на политички план, луѓето се изморени, нели не само тоа, воздухот кој што го дишеме општо во светски рамки, Facebook, социјални мрежи, мислам се изгубија моралните вредности и сега ние како луѓе ако не си помогнеме на тој начин, не знам кога би го направиле тоа. Јас сум многу голем македонец во таа смисла. И по природа сме сложен народ. На крајот на криштата заеднички направивме се. Па јас тоа кажам 70% од тука луѓето што живеат се прекрасни, никогаш и покрај сите можеби навреди што јас би ги добил или неубави коментари, тоа е нормално да доаѓаат, никогаш нема да кажам дека мнозинството е такво. Никогаш. Тоа е поздравот за Ване. А сега кажи ми прво да ми одговориш дали си искрен човек и колку си искрен? Па не е секој комплетно. Мора да го направиме мовето се на игра, сигурно знаеш што те чека. Да, како не, па јас те гледам, не сум многу искрен. Ама нема лажење сега, не, добро, сега нема да лажам, ама знаеш, некојаш мора да излаже сега, ако задосниш на работа навека натака се вадат некои. Даре ќе ни пушти сега од монтажа джингл, сум не сум, играта започнува сега. Ајде. Сум не сум е најавено, во студио е Ване. Ване, сега ќе го тираме на 10 прашања, колку што може најискрено да ни одговори. Спремен? Таман работа. Ти до сега да ти кажам успеа да изнудиш одговори што никогаш не сум ги кажал. Тоа е фино. Да, ама те утвори. Па така како булка, да, и виното, леле, што има во виното? Вино. Да нема нешто аспиринче, нешто за. Правиме мовет за квалитетно вино, јас го ти рекам, значи ова вино кој ќе го пробаш, толку и ми кажуваш се и ти после се релаксираш, нервозата ти поминува. Тоа е целта и затоа така ти ја напунивме чашата. Па добро, сабота е после тоа град. Да, за викенд. Тоа е, да. Никогаш не сум плачал на филмови. Сериозно не сум. Не Ајме, лажам. рековме да не лажеш. Не, зашто не гледам такви филмови. Хачихо не си го гледал со Ричард Гир? Не. Само хорори гледам. Хачихо мораш да го гледаш да се изнаплачиш. Мислам дека така се викаш. Не знам, на пример, не знам, омилена серија ми е без разлика, мислам дека сите сезони сум ги гледал по 10 пати American Horror Story. Добре, ја гледам и јас. Па не можеш да плачеш на не, окей, не е страшна, ама на пример јас сум по тој жанр и не те тераат на плачење. Добро, ајде ќе признаеме дека е искрен. Никогаш не сум бил приведен во полициска станица. Не сум. Не сум домаќинка. Еве сега да го поздравам на пример брат ми, тој е полицаец. Не со врски, извинете. Јас имам, не, брат ми од сега е полицаец, во оваа држава ништо не е со врски како така. Добро. Јас имам положено 2006. До сега немам ниту еден прекршок направен. А брат ми има положено само 2 години, мислам, до сега има и 2 собраќајки и не знам колку прекршоци, значи тоа е до темпераментот на човекот. Еден мора да го јаде за другиот. Да, јас имам кој да ме поддржува од тој аспект и не се сеќавам да правам прекршоци да одам во полиција. Сериозно немам. Сум била во станица и мајка ми верува во традиционалниот начин на воспитување на деца и ме остави да си поседам во станица. Да ти дојде памет. Да ми текне друг пат да не дојдам до станица. За оние кои ги интересира, малолетна нарација ме начека во дискотека, сега не си помислат на кај ме собирала мајка ми. Добро, да, тоа ми се нема случај. Мислам, сериозно, никогаш не прекрашок сум бил во беше. станица. Многу мирно дете си бил ти. Никогаш не сум заборавил на работен ангажман. Не сум. Си заборавил? Па зависи што Се што е поврзано со работата, ти треба да бидеш таму и не си се нашол. Па еве денеска ми се случи такво нешто, морам да си ја поздравам нашата пријателка Сонја од Дневник. Ми прати во сабота уште ми прати прашања да одговорам за едно интервју поврзано со насилството врз жените, кампања што трае 16 дена и си дозволив еден таков новинар што ми отстапи и насловна страница во Антена и од кого сме собирали искуство да не одговорам на прашање, денеска да ме потсети, а јас не ги сакам тие работи. Јавно се извини, така да. Се ми извини. И сега треба кога ќе одам дома да одговорам од Не знам, јас сите звезди станав. Па види колку време ти требаше да ме договориш, 20 дена можеби те игнорирав. За ова морав да те пофалам. Значи, ако во време на игра сум, Ване луѓе за 5 минути сме се договориле. Точно на време дојде и порано договореното дојде и ова треба да биде лекција на сите вие таму што сум ви се јавила и што
да ни речам. Да се надоврзам, може? Јас Може. тоа ќе го направам, ветив на крајот сезоната на мојата емисија VIP сезона, но чисто како компарација, значи никогаш сум немал проблем со договарање на доктор Жан Митров, доктор Угриновски, на мојата На Милена, интелектуалци луѓе што ги видиш, интелектуалци на мојата Милена, на луѓе кои што секојдневно работат со народ, а секогаш имам проблем да договорам луѓе што 3 години не се појавиле никаде, сакаш да им отстапиш простор, а не ти доаѓаат во емисија. За жал, такви луѓе постојат и ќе постојат, но не треба да ги засенуваат по овие другите. Ето, мислам дека со Ваня добре можеме на лекција убаво да одржиме, јас ќе земам. Сакаш да се направиме една специјална емисија, да се седеме вака и да ќе ги имитираме, ќе ги Да. импресионираме тие што Како не ги сакаат да дојдат во закажуваме. емисија. Не, буквално ако она никаде не дојше емисија, сакаш да ми дојдеш или сакаш ја да те глумам на Зошто не ги шанк? снимаш кога те одбиваат, например, или кога Ќе нешто? ги да глумиме, пуштиш? ќе ги глумиме со облеком, со перика, со гради, Готово, со све и договорено, тука. те држам за збор. Никогаш не сум претерал со пиењето. Со? Со пиењето. Сум. Ете, барем сме искрени. 3 години не пијам алкохол, освен Толку вино. многу имаш претерано. Освен вино, ама порано знам сум претерувал лептен. Сега по една чаша вино морам пред спиење за да можам да заспиам. Значи, 3 години не пиеш веќе, она да претеруваш. Не пијам воопшто, Не пиеш затоа што воопшто, јас само виното за нас за вака се Не, жртвуваш да пробаш јас да... виното по една чаша Ето, убаво поздрав. квалитетно вино, како што е например ова, јас почитувам навечер пред спиење. Знам дека е здраво, дали било бело или црвено вино, ама тоа навистина не е. Тоа е тоа? Тоа е тоа, А во сериозно. кафана? Не одам. Зашо не одиш кафана, не можам да пијам. А и плюс и кога пиев многу мразев, дури минатата година не ни бев на прославата од телевизија кога бевме во кафана, затоа што не ми е убаво, депресивно ми е многу. Јас знаеш што се нервирам кога не Со пијам у истата кафана. музика со Дека делиш сметката, ме разбираш и ќе Аха. платиш како и да, исто бар були да пијам. Да, и тоа нели после 23 сите се гушнати и пеат на некои исти песни и на крај се завршува со кршење чаши Не го сакаш и тоа. смрдиш на алкохол и наместо во дискотека си одиш дома сам. Или на храна смрдиш. Овие твои дома треба да се гордеат со тебе. Значи, вака, ова е дете, вака Мамо, страшно дете. ама знае мамо. Е. Затоа ме пушти сам во скоп. Добре, ај тогаш да видиме дали си издал тајна. Никогаш не сум издал тајна. Чекај, ствари, ја вака ќе брам, не знам што сум издал, јас Средина. многу брзо зборувам. Не, тоа се случувало и во средно. Си и- повредил некој или онака случајно? Како не, било? како не. Јас случува. мислам дека сите што повредуваат блиски луѓе тоа го прават несвесно, ама кога ќе сватиш подоцна, може некојаш да е касно, може да е рано па да се извиниш, ама на сите им се случува тоа. Никогаш не сум јадел чоколадо тајно за да не го подам со брат ми. Колку скалите да знаат да зборуваат од влез. Доле под нив си седнаш, Ване шо преш, ќе дојдам. Сега ми се има пред некој ден случано тоа. Уште сега го Ама правиш не, тоа? интересно беше што многу внимавам на исхрана и имав другарите ми беа на гости. И требаше да идеме во град. И тоа им го правам трета сабота поред, ги викам кај мене, ќе им дадам вино и кога ќе дојде време за излагање, за нели надвор, јас не одам. И сега исто оваа сабота и другаров ми вика добро, ако не искачаш во град, јас ќе останам да спијам кај тебе. Викам добро. И 1,5 беше како што гледавме нешто филм, бевме четворица дома и почна да им се јаде. И ме пратија да им купам лесковачка. И знам дека кога и да јадам тоа време пред нив, секогаш ми викаат како сега толку внимаваш, цел ден си внимавал што јадеш, Да, сега јадеш сега ќе лесковачка. И за да го избегнам тој дел на солење памет, се купив една така сочен сендвич со се. Тајно И си додека јадеш. додека одев неќе дома, ама толку ми е блиско од Лесковачка до дома и морав да застанам на скали за да го дојдам и дури почнав да се смеам затоа што комшијата со девојката искочи и ме виде на скали и следниот ден се објаснав со него зашто ми падна срам. Овој види го, овој вика дома не ќе да однесе еден сендвич. Испадна како да кријам Ти од влавда некого. си. Да, и сум излегол надвор да јадам. Никогаш не сум патувал сам. Сум. Си? Сега ова лето. Колку дена? Па 2 недели си дадов за Дури 2 недели? Да, па си дадов за цел да одам сам на одмор, ама не знаев каде Аха. и тргнав за Хрватска. Застанав во Загреб, там имам другарчиња, се видовме, па потоа од Загреб на еден остров, многу убав Раб. Таму си бев, па од таму заминав Грција и цело време бев сам. Нормално таму имав луѓе. А во Грција имаш и таму луѓе, каде да одеш, од друштвото чекаше? Да, таму имаше македонци кои што патуваат преку агенциите. Ване сите го знаат. Да, и си се Кај дружев таму. отидеш, ќе Имав најдеш пријатели некој. да многу, ама сакав да пробам да видам како е тоа Јас сам. сакам да го- пробам, нешто многу е скапо сам да патуваш, нели? Сега ќе одам исто за Нова година, така.
Сакаш заедно да одиме, ама Ама сами ти ќе седиш на совозачко, јас ти не едниот крај, ја на другиот крај и не правиме муабет. Никако. Само да поделиме трошоци, дека еднаш кога се јавува во агенција за сама, ми вика ќе платиш ко за двајца за соба, па сега. Па не, може да се изведе нешто параванче. Ако веќе ја плаќам собата. Види сега, ти си во врска, јас не сум, така да Добра, може сега да... јас да поделим. Види, одма дечка ми го мешаат. Па да не дојде и дечкото и после па да испадне едниот дели на двајца, а другиот плаќа за 50%. Гледаш Иване како му текну. Кетовска работа. А, да. Никогаш не сум се расправал со јавна фаца. Јавна фаца. Која што е јавна фаца? Што е јавна фаца? Сега знам со кој сум Која се фаца? расправал. Не сум, сега сум многу мирна, затоа на глава ми се качуваат. Не, јас имаше една ситуација со една пејачка и ден денес ми е лута. Пишуваше некои глупости на Јас за тоа го Facebook. поставив прашањето. Да, пишуваше некои глупости на Facebook што беа од баш јас имам мислење дека Фејсбукот е искажување на ако си јавна личност, се што ќе пишеш треба да сносиш одговорност за последици, тоа, да. Јас направив некои прилози на телевизија и не знам, добив блокади, дури добив и дерење кога требаше. Па беа дел 1, дел 2 имаше што ќе пишал она, па ти што си пишал, па Па реплај. потоа да, па заминав, јас заборавив веќе на тој настан, тоа беше многу давно и си одам од радио да правам. Следевме Пивофест пред 2 години, мислам во Прилеп и си заминав фино културно да иземам изјава на нејзината сестра. Па Тука да имаше оди, дерење, да, скандали, да. па јас добро во Се ред дечува. е, сега се случува, ќе внимаваш што пишуваш и тоа е тоа. Мислам, ако треба да се извинам, ќе се извинам, ама јас сум новинар и тоа ми е мојата работа, твојата нема работа. лутење тука. Ние Така не сме се. јавни фаци, ние сме новинари, водители. Никогаш Ние сме Бане не може, затворени фаци. не може да го натераш без влакна на јазик, ништо е така си е човекот. Баси. Многу провоциравте, едно време со емисиите провоциравте доста, така да. Па сега затоа си сносевме последици. Ма не, затоа си таму каде што си, затоа што реално не може сите да бидеме фини и културни, ајде се емисија ќе правиме сите исти едни на други. Мора да има некоја провокација. Никогаш не имала неточна информација објавена за мене. Се мислиме, да имаме вестници. Имало. Да. Имало, ја бев еве, трудна. Ќе се надоврзам на тоа, сега сме сведоци на многу голема поделба. Нели, кога зборуваме за интернет просторот, и јас ќе ја споменам и мојата колешка Милена. Има еден портал, баш сега тоа го коментиравме на една друга телевизија, бевме гости. Јас на многу нели читани портали што се кај нас, да не ги кажувам сега имињата, никогаш немам видено навреда во стилот на ѓубриња, на смотани, на глупи за водители. Така. Било каде да работат, или можеби ако се јавно познати да си имаат заземено политичка страна, што не е случајот со мене. И меѓутоа има еден портал што се декларира како проопозицијски, ајде така да кажам, каде што редовно јас и Милена сме на тапет. И пишува толку разни глупости. И вулгарности. Ама баш вулгарности. Не е проблем да пишеш дека, не знам, Ване направил собраќајка или нешто таква неточна информација, туку баш на лични навреди, знаеш, глупи, вакви, такви, не знам што. И тоа исто за мене се невистини, меѓутоа за жал не може да се превземат некои одредени мерки затоа што многу од тие портали работат и на диван или без фирми, немаш никого да тужиш, Да. меѓутоа се надам дека ќе се среди тоа. Еднам кармата ќе се направи својата работа Па на и крај. не кармата, јас си ги прибирам сите тие информации, не знам утре што ќе се случи. Јас сум човек што не сака да враќа и не однос до љубов, меѓутоа кога станува збор за такви работи, може ќе ми дојде некој денар. Од кај да знам. Пари никогаш не се на одмет. Никогаш не си тоа е работа. Никогаш не сум јадел по снимање на емисија од храната. Па сум како не. Не сум јам јадење кај мене. Сум сериозно ја. Си јадеш сериозно, дозволено ви е? А не, од сега од оваа храна не. Толку ја завршивме со прашања, веќе не те испитувам, таман си ја почнав хуманитарен темата. карактер сега емисијата, бидејќи ја донираме храната. Ама минатата сезона пробувавме. Не се, внимавам на вистина што јадам, зашто бев 90 кила. Ама екипата, камера, монтажа, продуценти се може да си јаде, така? Не, кога одиме на терен, на теренска работа и не бевме толку многу голема екипа, внимававме на тој момент затоа што нели одиш кај некого дома и гледавме колку можеме од тој аспект кога Помалку станува да го збор за потрошиш монтажа, човек. да, нели се оди нормално е тонец, снимател, организатор и јас. И гледавме, например, наместо, не знам, да дојде со нас човекот што ги пишува сценаријата и слично, убаво да ги, нели, народски кажано, разџвакаме сценаријата пред снимање, например, ден.
гледаме на пример возачот да не го земеме тоа да го направи организаторот од проста причина што Возачот не е битен, нека седи гладен. не, од проста причина што не можеш да ние ќе им донесеме потоа, ама да заминеш кај некој дома и да му влезеш 10 луѓе, тоа е малку шок. Да, Нели? да. Не. Сега баш ја почнувам таа една од моите милени теми, бидејќи те гледам во поинаква улога, после така интересен долг период како се знаеме, те гледам во улога на водител кој прошата цела Македонија. Свети Николе беше. Како не, па тука имаше карање, која пастрмајле е подобра, ми се заканија да не одам во Свети Николе. А тек сега Лиле кој ќе те фати тука за штипската да Не, ви си сериозно, дали не, тоа беше многу интересно. Првата недела надпреварувачка беше најдобра пастрмајлија. И каде? Велес, Штип, Свети Николе и Радовиш. И гледачите гласаат, и не гласам јас. И победи Радовиш. Радовиш? Срамата што е. Штип ништо, не се бунеш. Не се буна Ама Свети Николе. јас од Свети Николе добив порака од една госпоѓа во години. Да не си дошол повеќе во нашиот град, ако те видам тука ќе те пукам, ќе те тепам, како смееше таква не. навреда после толку векови, многу трогателно. Ние малку со штипјаните што се бркаме цело време, па се уште од Радовиш ни фалат. Замисли, тоа беше нов Не може човек момент. да се Сега ако истакне. направив некои проблеми да се извинам, што да кажам. Тама работа ќе ја најдам господјата, јас ќе објаснам дека Маре е Ќе ти ја фино кажам. дете. Уживаш во проектот, мене барем така ми се чини, убаво ти е. Да. Меѓутоа што планираш? Мора да имаш нешто во глава, виш ти секогаш креативец и мора нешто да планираш и понатаму да не изненадиш. Има нешто конкретно или уште малку има? Има, време да се- јас тука нема никогаш да се заминам, мене ми е многу тука убаво и јас сум кажал дека тука ако работиш можеш да создаваш, ако си креативен. Треба трпение, насекаде во светот има нервози, има сопки и се, ама тука мислам дека е убаво и стојам позади тоа и затоа и си планирам. Сега планот ми е кога ќе заврши овој проект, бидејќи јас сум вработен во Канал 5 како водител и нели проектите ги работиме заедно со телевизијата, меѓутоа во иднина, тоа е моја желба, јас знам дека ќе остварам е да си имам свое шоу, кое што концепцијски мислам дека секојдневно го смислувам, тоа веќе ми е ставено на хартија, меѓутоа сакам тоа да го направам кога ќе дојде вистинско време, кога ќе мислам дека сите луѓе веќе барем еднаш ќе ме имаат видено на телевизија, кога ќе дојде моментот тоа шоу да има премиера, да го видат што поголем број на луѓе за да видат што можам тогаш да понудам. направиш, да. Добра, приватен живот колку станува? Петок после 17 до недела. Имаш приватен живот, меѓутоа Што сега приватен живот рече дома седиш? па види, тоа ме прави среќен. Например, сега еден ден јас никогаш пред 5-6 не сум дома. Кога ќе дојдам дома си јадам и одам да вежбам. И после вежбање јас најмногу го чекам моментот кога ќе дојдам дома и кога ќе си ставам вино и кога ќе не знам пуштам нешто и да си заспиам. Ама ако сум сам, од понеделник до петок тоа ми е И стандард. ако не сум сама, ја не спиам. Не, сериозно, тоа ми е, ама тоа е најверојатно период, не дека ќе трае долго, меѓутоа сега едноставно уживам да бидам сам. Тоа и многу од моите пријатели ми се лутат поради тоа и ми кажат дека не било нешто многу нормално или слично, но тоа мене ми е неколку месеци сега да. Ричарж што Да. приклада да наполниш батериите назад. Најверојатно од заморот од работата и тоа ми треба сега. А имам сабота, недела, мислам дека тоа си доволни 2 дена за машко. Што не оди во сабота на депилација, на содлуди го мене, ако ти се тие 2 дена слободни. И ја не одам, веќе долго време сум во врска, немам гајле. Да, сега поминува се, така. Се проđe. Ама и да кога не си во врска, нели Дека ќе ме треба. врати. Па не може така, 2 шамари и толку. е. Да, проđe. И така успевам да сега уживам во тоа, ама понатака можеби ќе биде и нешто подобро. Убаво реков јас дека ќе не може никој да не се опре да се изнамо обетиме, да не заборавивме нешто пред подароците да почнам да ги делам. Па не заборавивме ништо, Не мислам се заборавивме? кажавме, па може уште една емисија понатака. Уште една емисија може да направиме, да, што да не. готово, Секој па време јас сум расположена со тебе да си правам овет, Не е проблем никако. Мислам дека бев добар гостин сега, ако нешто испуштив ќе ми кажеш. Јас свака што ја гледам од оваа директоркава на смена, значи сега како што треба. Јас таму Да не- што ќе да не видам зборувавме многу погледи. глупости, ама добро беше. Јас ако видам погледи и ваква гримаси, знам дека не чини. И се и Злата е насмеа позади камера и Лила е насмеана, така да мислам дека сме супер. Сега јас имам среќа, мојата директорка не оди на снимање, така да ми е поопуштена. Мојата е насмеана цело време за тоа знам. Океј, ајде. Да пуштиме джингл затоа што следуваат подароци. Така да, Каде замена? Колку е интересно што убаво. но ми е забавно. Па со вакво вино ќе ти биде забавно. Еве ти за Гугу. дома бе, Ване бе. Ова е за тебе.
Ти благодарам. Заради тоа што рече дека уживаш во добро вино дома да пиеш, еве да не ти сплашам, немаме глувци во студио, топ сме, чистам секој ден чистам. Да можеш да си уживаш во вината на нашите пријатели, да се одмориш и да не ги слушаш овие што ти зборуваат дека треба да излегуваш, дека не знам што, ништо не се дешава низ градот. Знам. Толку е тапа. Тапа. Мислам, јас од цела Македонија ги викам да не поканат никаде на журка, ти во Скопје ништо нема, ништо. Знаеш, во Радовиш сум разбрал дека има добар ноќ во живот. Оставе со Радовиш, бе, шо е, у Свети Никола исто има добар. И шти... Еве ти кондоми веќе ако си Што ќе ми се? ако си решил да шеташ по градови, од кај знаеш? Ќе ги дадам на подарок. Бидејќи знам дека се седиш квалитетни. дома, ја сега не ми требаат кондоми, да. Дека се квалитетни, добро. Дека се квалитетни ќе ги дадам на подарок. Ама секогаш за било каква активност ти треба кафенце за сила. Нема поубаво делукс, сериозно. Дури ако сакаш и доказ, ќе ти донесам празни Да ми ги сликаш конзерви. дома. Сериозно ќе ти ги сликам, го пијам од како го пробав прв пат во август месец. Ова заслужуваш целава Ти благодарам. кесенце заради ова, тогаш ти го пиеш. Од тогаш си го пијам, навистина е убаво. Мене, Сериозно, значи, многу кога убаво. јас ти веќе кога сум во астрологија и на превртување на филџан многу сакам, значи кога ќе испијам прво турско кафе или со мои пријатели од Елит и кога ќе го превртам филџанот, се ми се погодуваат убави работи на ова кафе. Значи, Тоа е до кафето е. стално Ама те имам гледам пари и долу те видов и на еден билборд во Штип кај и домот на на билборд, културата. и на реклама е. И на реклама со кој е тоа девојче, многу е убаво. Девојчето е Да. Дорис, малата Дорис, и ќе ја поздравиме, а за тебе и ова од Pan Print. Сериозно? Да, Знаеш најсериозно. ли како ќе ми дојде дома убаво вако? Па, верувам дека ќе најдеш одлично место затоа што се многу украсни, овие се фотографии на платно и Pan Print ги изработува прекрасно, така да ако имаш некоја идеја ништо ти треба фотографија за дома, мислам дека ова е вистинското место од кое можам контакт да ти дадам и да си направиш. Инаку ја добиваш книгата, сликата која долго време беше заштитен знак на нашата емисија, ама вакви гости како тебе заслужуваат да добијат уникатен подарок. Фала многу. За пак да ми дојдеш, Ване. Ќе дојдам, че ќе вака да се... Ќе дојдам, Повели, ако има вака подарок, Знаеш ли бе, вака сега Нема јавни... веќе друго задавање, се ти дадов. Па види сега. Друго не смеам да давам, толку ми е Не, договорот да ти дадам потпишано. Сега сите што одбиваат да дојдат, свака кога ќе идат свака подароци, треба само овој инсерт да им го пуштиш. Па ја треба друго од нека. Ти дај ми уште нешто, јас ќе ти вратам после, ако ме разбираш. Еве ова, еве тоа и да видиш како ќе доаѓаат по двајца ќе имаш на гост. Уште еднаш најсериозна шега настрана, многу ми беше убаво со тебе, друштвото. Име неист. И имаш сега винци, имаш повод да ме викнеш ти кај тебе. Така да хорор сега тоа е. Тоа е. Ти Не благодарам примерам. уште еднаш, јас убаво си поменав на вистина. Ретко сум на интервјуа затоа што и нели, си ја работиме истата работа и наша задача е да правиме интервјуа, ама и кога сум од Некојаш другата убаво и страна. од другата страна. Да, убаво е пред се кога си во добро друштво и јас ти благодарам, се надевам така. ги исполнив очекувањата. Остануваме да го допиеме винцева, нека е на здравје, а нашиве гледачи остануваат на телевизија, си уште со нас на телевизија, не дека че на телевизорот може по шанка евентуално, имаме уште програма за вас. How you feeling happy? Tell me how you feeling happy. We about to do this cause we happy. Deluxe. Come along if you Is it man? happiness is the truth. Because come along if you know it. Happiness is the you. No. Come along if you feel like. Елит за мали и големи. Вистинско кафе за вистинско уживање. Седам пред некој време така на шанк и се смеам. И ми доаѓа еден дечко и ми вика, ќе те гледам како се смееш и си викам, оваа женска е само за кај мене. Гледам од таму и викам, ти бе вака се пушташ на женски по шанк? Не, извини ми вика, јас сум заболекар. Се случува. За да си ги средите забите и најважното од се, за да не мора вика да се малтретирате со вашите усни. Што ми викаше една другарка од Германија, бе шо е, кај вас во Македонија нешто деформирани да не сте?
Не, викам, многу е скапо за да си направиме вештачки устни и сите сме. Моите пријатели Dentalux ви нудат одлични третмани за зголемување на волуменот на вашите устни и третмани за средување на вашите заби. Од белење до поправање до саком паком има да бидете како италијанка на Рај Јуно на Тути Фрути на времето кога ги гледавте. Општо на Рај Јуно се сите со такви заби. И јас веќе почнам да се средувам кај нив, така да мислам дека сме спремни. Откако ги средите забите, многу е важно да излезете во град заштитени, затоа што човек кој не носи презервативи со него не добива. Не добива ништо во животот, уште помалку она што е најважно да го добиете на крајот викенд, односно во 3 сати, тебе не ти интересира филм да гледаш, ти проверуваш ако се тука кондомите, ако девојката е спремни да работите. Моите пријатели ви нудат презервативи, односно ви нудат можност да уживате во водењето на љубов, да не мора да се брзате да го вадите на време, него нека трае. Одберете си го кондомот по ваша мерка и вкус, големина, обем. И нормално бидете паметни и шала на страна и се во бременоста, заштитете се и од болести. Што друго ми остана денеска? Денеска ми остана најинтересната работа која треба да ве потсетам, да не следите на нашата официјална Facebook страница. Спремам изненадувања таму со моите пријатели, затоа што и вие заслужувате некој да ви даде некој подарок, затоа што бевте добри за изминатава година. Не сме Дедо Мраз, ама подобре нешто него ништо, викаше баба ми. Значи, со Ивана на Шанк на Facebook се дружите, или на Шанк со Ивана Наскова, а од мене, за вечерва, како што е ладно, мислам дека завршивме, продолжувам да пијам вино на Шанк, затоа што е најдобрата идеја за тоа како можете да се стоплите. И уште поважно од се е да ве потсетам да ги гледате нашите репризи издания на нашиот YouTube канал. Ве сакам, чао!